значи наместење, на монтирање рекички. Тоа пресметено во Тонисе 2,5 тона. А во Преза Бобол, значи, од ова што го добивме, значи, пресретни сме од една смена сте или... наместено, значи, од 5 наутро до 12:30, повторно, значи, до се вклучува. Да, и работа. Исто и да. Најстара школа во Македонија. Да. Почитувани, денеска се наоѓаме во еден од најстарите објекти на училишта во Република Македонија. Она што и директорката не информираше, овој објект датира од 1924 година, но ќе се сложите дека изгледа многу подобро од некои нови објекти што се направени. И тука сакам да изразам честитки и поддршка на тоа како се чува објектот во кој што учат нашите најмили децата. Сакам да ја поздравам и да ја поддржам идејата и на општина Аеродром да го следи планот за чист воздух, планот кој што се темели на интегриран, координиран пристап и кој што има смисла само доколку и локалната самоуправа е дел од тој процес. Пред 2 дена планот за чист воздух, одговорно тврдам, доби голема меѓународна поддршка на Министерскиот состанок на Југоисточна Европа од страна на Обединетите нации, делот за животна средина, и тоа е патот по кој што треба да одиме. А тој пат носи 2 бенефити, тоа го истакна и градоначалникот и директорката. Штедиме средства и ја чуваме животната средина. Ке се сложите дека дечињата кои што учат во објекти каде што има нафта и дечиња кои што учат во објекти каде што има еколошки извори на затоплување е поразлично. И затоа денеска помирни ќе бидат родителите чии дечиња учат овде, но и институциите, директорката, општината ќе штедат средства, бидејќи овие новите еколошки извори се далеку поефикасни и поевтини од другите. Фрапантен е податокот колку трошиме како држава на нафта за затоплување во јавните институции, најмногу во училиштата и во градинките, и плюс ја се загадува средината. Показателите покажуваат за една градинка, например, во центарот на градот, каде што за време на зимскиот период се трошат отприлика 20 тони нафта, во кој што цената, знаете дека е 50 денари, практично за 10 пати поевтино можеме тоа да го направиме или со инвертор или со некој друг извор, и тоа ќе биде патот по кој што ќе го имплементираме стратешката програма на владата, планот за чист воздух. Апелирам, и тоа го испративме и како комуникација со сите локални самоуправи, да ги следат во своите буџети, во проектирањето на буџетите за следната година, да ја следат програмата и планот за чист воздух и да ги прилагодуваат своите активности. Очигледно во општина Аеродром имаме добар пример. Верувам дека и другите општини ќе се приклучат на овој заеднички, реков, проект, кој што чинители не се само владата или општината, туку и сите институции, туку и сите граѓани, родители, компании во Република Македонија. Благодарам.